180 милиони денари или околу 3 милиони евра ќе бидат распределени на повикот за финансирање на проекти за развој на планските региони. На денешната 16-та седница беше донесен акционен план за спроведување на активности од стратегијата за периодот 2016-2018 година. Во однос на средствата кои се распределени по повикот за финансирање на проекти за развој на планските региони, на денешната седница се распределија приближно 180 милиони денари или околу 3 милиони евра за 28 конкретни проекти доставени од центрите за развој на 8 плански региони. При тоа, запазен е законскиот критериум со кој најразвиениот Скопски регион доби само 7,2% од вкупните финансиски средства, додека најнаразвиениот Североисточниот регион доби 17,3% од вкупните финансиски средства, или само овој регион доби околу 500.000 евра. Но во јавен повик, најголем дел од проектите, односно околу 80%, се инфраструктурни проекти. Станува збор за проекти со кои ќе се гради или реконструира локална патна инфраструктура во 5 региони, ќе се гради инфраструктура во 2 локални индустријски зони, и тоа во Велес и Неготино, ќе се уреди јавен простор за паркови во 3 региони, ќе се модернизира регионалниот пазар за стоки во Пелагонискиот регион, ќе се изведуваат комунални инфраструктурни проекти во 3 региони, а ќе се изврши и адаптација и санација на занатскиот дом во Куманово. Во 3 плански региони ќе се реализираат проекти за развој на туризмот, а во 2 региона ќе се спроведуваат проекти за подобрување на условите за живот и заштита на животната средина. Министерството за локална самоуправа, односно владата на Република Македонија, со преземените позитивни измени и активности кои што придонесуваат до се поголема независност финансиска на самите центри. Знаете дека во законот ставивме дека одреден процент од самите проекти за менаџирање ќе останат во самите центри и нема да се враќаат кон буџетот на Министерството, односно на владата. Понатаму ќе спомнам уште еден пример за илустрација, дека при евентуални заштеди, ќе ги има скоро секогаш при електронските аукции кои што ќе ги спроведат центрите, тие заштеди исто така нема потреба да ги враќаат кон централниот буџет, тие средства ќе останат на општиниве, односно центриве, и тие ќе можат со тие средства да финансираат следен проект кој им е во нивната листа на приоритети. Владата е посветена на реализација на стратегијата за рамноправен регионален развој. Во таа насока ќе продолжи да го поттикнува рамноправниот регионален развој. Континуирано ќе го подигнува стандардот на живење на граѓаните и на тој начин ќе обезбеди побрз и стабилен економски развој на Република Македонија.